Почитувани добро вечер. Проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран започна со реализација во септември 2020 година и веќе 21 месец придонесува кон суштинско вклучување на учениците со попреченост во редовните основни училишта. Проектот е финансиран од Европската унија, а го спроведуваат Фондацијата Чекор по Чекор и Здруженијата Инклузива од Куманово и Хандима Котетово. Како дел од проектот се реализираат многу активности, а тоа што е најсвежо е втората проектна кампања. Вечерва со нас се Елена Мишик и Бранка Ѓајковска, представници од проектот, за да поразговараме за овој проект и неговите досегашни постигнувања. Добро вечер и добре дојдовте во студијата на Телевизија Плюс. Добро вечер, благодариме на поканата. Господја Мишик, најпрво да ни дадете една слика на проектот. Кои се главните цели на проектот и кон што стремите? Проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран е трогодишен проект финансиран од Европската унија и се спроведува во соработка со Министерството за образование и наука, а во партнерство со две невладини организации, Инклузива од Куманово и Хандима Котетово. Проектот е така дизајниран да помогне во напорите кои што ги има осмислено државата и кои што ги спроведува за градење на инклузивен образовен систем. Стожер на проектот се стипендии кои што се доделуваат на ученици од почетните оделенија, за да се поттикне нивната редовност и нивната успешност во посетувањето на основното образование, меѓутоа и во стекнувањето на соодветни знаења, вештини и ставови. Овој процес на стипендирање е подкрепен со напори за подигање на јавната свест, за дополнителна поддршка на семејствата во процесот на образованието на децата, меѓутоа и за поддршка на училиштата, кои согласно Законот за основно образование од 2019 година полека прераснуваат во инклузивни средини. Знаете, се напушта концептот на сегрегирано специјално образование и се повеќе се оди кон тоа да секој дете во општеството се го најде своето место во основните училишта. Се надеваме сега со новиот закон за средно образование и во средните. Повод за денешната средба секако е проектната кампања, но освен проектната кампања, вие реализирате и други проектни активности во рамките на овој проект. Секако, прво ќе се задржиме на проектната кампања. Кажете ни кога се реализираше проектната кампања, која што во меѓувреме одеше и на Телевизија Плюс и кои се пораките кои што ги испративте овој пат? Така е, тоа не е главната цел на нашата денешна средба, да обележиме оваа кампања. Најпрво мораме да го започнеме одговорот со тоа, со голема благодарност кон ТВ Плюс, затоа што втора година поред нашата кампања бесплатно се емитува на Телевизија Плюс и тоа за нас представува огромна можност, огромен потенцијал да нашите активности, она за што се залагаме, стигне до гледачите. Еден од главните индикатори е бројот на стипендисти кои што го имаме од Куманово, кој што навистина голем, стигнавме до децата, стигнавме до семејствата и тоа навистина го направивме со ваша поддршка. Вие сте телевизија која што секогаш ги поддржува овие теми, вклучително и вашата емисија Став, ги разработува овие теми од делот на инклузијата, од делот на образованието и сме многу благодарни бидејќи немаме многу голем простор на медиумите за да ги адресираме проблемите кои што се однесуваат на лицата со попреченост. Кампањата овогодишна имаше за цел да повика на вклучување на децата со попреченост, но сакавме да направиме една, да кажеме, да ги подигнеме учениците на како еден пример, заради тоа што многу често нашите посети во училиштата покажуваат дека децата наоѓаат начин многу убаво да соработуваат, да учат, да си играат заедно и некако тоа понатака во текот на животот се менува како пракса. Па сакавме да ги повикаме и возрастните, и наставниците, и родителите да го најдат детето во себе и да можат да се вратат на тие наши први знаења и први инстинкти, а тоа е да сме инклузивни, да ги прифаќаме различните од себе и да наоѓаме начин заедно да соработуваме. Сепак овој живот сите заедно го живееме и проблемот на дечињата со попреченост не е проблем само на нивните семејства, туку е проблем на целото наше општество и е нешто што мораме заеднички да го решаваме. Имавме среќа до овој пат ми се вклучат и наставници, и родители кои што имаат инклузивни практики, кои што во својата настава применуваат инклузивни практики, родители кои што го гледаат потенцијалот на тоа да има ученик со попреченост во оделението на нивните деци, ако децата им се со типичен развој и да испратиме заеднички оваа порака за инклузивно образование.
Со кампањата се заземате за подигање на јавната свест од важноста за инклузивното образование. Во колкава мера нашата јавност е запознаена со ова прашање? Дали се уште има отпор во училиштата за запишување на ученици со попреченост во редовното образование, односно во редовните училишта? Градење на инклузивно општество е процес кој што се предпоставуваме дека никогаш нема да заврши, заради тоа што секогаш има уште една цел, уште еден чекор повеќе што треба да го преземеме. Ние што работиме во образование подолго веќе сме сведоци скоро 25 години како се прават обиди, напори во вид на мали проекти, на пилотирање на некои иницијативи и гледаме како во овие повеќе од 2 декади се менува полека ставот и на самите вработени во училиштата, на родителите, малку помалку во општеството, но сепак гледаме напредок. Јас не би можела да кажам дека имаме ние едно целосно инклузивно општество. Се уште имаме не само лицата со попреченост, туку и други маргинални групи кои што не ги уживаат истите права и немаат иста корист од услугите што ги нуди државата, на кои што е обврзана согласно сите меѓународни документи кои што ги има подпишано. И мислам дека полека одиме, сигурно одиме, но е потребен напор, дополнителен напор од сите чинители во општеството, и индивидуални и институционални. Тоа значи дека сите државни установи, институции, сите фирми треба да го градат оној инклузивен момент во своето работење, значи да работиме на нашата институционална култура, меѓутоа и сите како поединци, како граѓани на ова општество, како што рече Бранка, треба да го најдеме детето во себе, меѓутоа треба да го најдеме и хуманиот човек во себе. Заради тоа што ова е прашање на став, ова е прашање на почит кон другите и едноставно кажано ова е прашање на европски вредности кои ако сакаме да бидеме член на европското семејство мораме да почнеме да ги негуваме како редовна практика, а не како нешто ниту натурено, ниту нешто ново, ниту нешто што го правиме 10 минути во денот, а другиот дел од денот си тераме по старо. Значи ова е една голема промена која што се очекува од сите нас. Во кампањата минатата година беа вклучени повеќе од 30 познати личности кои што испратија пораки за инклузивно општество. Годинава фокусот е ставен на учениците, наставниците, родителите. Господја Ѓајковска, дали овој отпор за кој што зборуваше вашата колешка беше главната мотивација вака да ја концепирате оваа кампања? Да, секако беше еден од мотивите. Разбравме и ние дека е најдобро сега веќе да почнеме да се обраќаме директно на нашите главни корисници, оние кои што ни се нашите главни страни во овој процес. Минатата година целта ни беше нели повеќе да вклучиме познати личности, да добиеме видливост на проектот, да можеме да стигнеме до поголем број на семејства во државата, но оваа година веќе почнавме директно да се обраќаме на оние кои што ни се нас најважни во овој процес, затоа се секако наставниците, да знаеме дека нема да имаме отпор од наставниците во наставата. Спомена и колешката, се уште за жал имаме, се случуваат такви примери, но стануваат поретки и се гледа дека повеќе престанува да овој процес да станува прашање на добра волја. Ова не е прашање на добра волја на наставникот, ова е обврска на сите нас како дел од ово општество, да изградиме едно општество каде што сите ќе бидеме еднакви, каде што секој ќе има еднакво право на образование. Истото се однесува секако за родителите, кои што некогаш може да изреагираат кога има детенце со попреченост во оделението на нивното дете, но можеби некогаш и не се информирани за сите придобивки кои децата со типичен развој ги добиваат кога има дете со попреченост во оделението. Ова не е само детето со попреченост добива што му е дозволено да биде во редовно училиште. Не, току сите дечиња растат заедно, развиваат социо-емоционални вештини кои што целиот живот ќе им бидат корисни и ќе им помогнат да разрешуваат проблеми, конфликти, да развијат една емпатија, да бидат сочувствителни граѓани, да бидат лица кои што можат нели корисно да го живеат својот живот. Така што верувам дека и со оваа кампања придонесовме кон тоа да се испрати оваа порака, да сите бидеме подготвени, да секој кој што е различен од нас, и ние сме различни од некој, и некој верувам и нас не трпи, и нас не прифаќа. Така што да бидеме подготвени да можеме да се вклучиме сите заедно и сите кои што се различни да имаат еднакви права. Дали успеавте да ја достигнете гледаноста на видеото од минатата година? Знам дека минатата година имавте многу гледана и успешна кампања. Така е, минатата година имавме многу гледана успешна кампања. На почеток на проектот беше, навистини ние бевме изненадени. И така како што споминавме, вклучивме 30 познати личности кои што и со својот фолоуинг ни придонесоа нели да
стигнеме до сите граѓани, но особено сме среќни дека овие што се сега, како да ги кажам, познати личности од оваа наша фила, тоа се наставниците кои што се навистина имаме многу прекрасни наставници со многу инклузивни практики кои што не зависат ниту од закони, ниту од моментални текови, туку тоа е нешто што не си го практицираат од првиот ден на работата. Сакавме да ги спромовираме нив и навистина сме горди, среќни дека имаме кампањи кои што погледани од претходната година. Еве баш сега ги разгледувавме со колешката бројките, имаме над 170.000 прегледи на Facebook, на трите видеа кои што ни беа наменети и за телевизиско прикажување и на оние видеа кои што ги направивме само за делот на Facebook кампањата, така што гледаме дека гледачите почнуваат оваа тема да ги интересира, почнуваат да допира оваа тема, да влегува во домовите на граѓаните и да се менува свеста кон формирање и кон правење на едно инклузивно општество. Кампањата е само еден дел од целиот проект. Би сакала сега да поразговараме и за останатите проектни активности. Проектот е многу препознаен по стипендиите кои што се доделуваат на учениците со попреченост. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу оваа активност? Согласно правилата на проектот, кои што се подготвени од Министерството и од Европската Унија, се фокусиравме на ученици од почетните оделенија, затоа што нели сите законски промени почнуваат од прво оделение и понатаму се гради таа култура. Ние во моментов имаме 470 стипендии, имавме уште 4 други деца кои што беа корисници го напуштија проектот. Воглавно, она што особено не прави горди е тоа што нашите стипендисти се во редовните училишта, значи негде скоро 80%, што е показател дека инклузијата веќе почнува да се вкоренува како редовна практика во нашите училишта. Она што не радува е тоа што гледаме дека нашите стипендисти се распространети низ целата држава. Значи не е нешто што е типично само за големите градови, па да зборуваме за разлика во културите внатре во земјата. Се разбира дека има градови каде што поактивно граѓанско општество, поактивни институции го потикнуваат овој процес не само на стипендирање, но и запишување на ученици во почетните оделенија. Присутни сме во 62 општини, што кога ќе видите картата, скоро цела држава е, сите поголеми градови имаат наши стипендисти и она што многу не радува е што за разлика од нашите почетни очекувања, бројката на стипендисти е распределена на над 187-8 училишта низ државата, што значи дека немаме елитни или инклузивни училишта да ги именуваме и да ги набројуваме, туку ова е некоја редовна практика во целата држава. Стипендиите не се многу големи, меѓутоа представуваат значителен придонес кон финансиската состојба на семејствата, затоа што знаеме дека семејствата на деца со попреченост се соочуваат со зголемени трошоци кои што се однесуваат на нивното здравје, на нивниот развој, на нивните дополнителни потреби и се надеваме дека со ова и олеснуваме состојбата на семејствата, меѓутоа и го поттикнуваме редовното посетување на учениците на наставата. Да не заборавиме дека нашиот проект се спроведува во едно тешко време, во време на пандемија, кога дел од наставата се одвиваше и онлайн, некои ученици присуствуваа на наставата, некои учеа онлайн, што за ученици со попреченост е навистина можне тешко, но и покрај тоа можеме да потврдиме дека имаме голема посетеност, редовност кај учениците. Тоа е потврдено и од не само педагошката документација на училиштето, меѓутоа и напредувањето. Сите наши стипендисти преминаа со успех во следното оделение, ги совладаа потребните, да речеме, вештини и знаења, онака како што се тие соодветни на нивните потенцијали и на нивните можности. Но освен стипендирање, обезбедувате и туторска поддршка за учениците со попреченост. Еве кажете ми нешто и околу туторската поддршка. Ова беше една активност осмислена пред да се воведе иницијативата за образовни асистенти и представуваше единствена можност да им се помогне на семејствата во домашната поддршка кон образовниот процес. Ове се родители кои што имаат навистина зголемен ангажман во домот, затоа што не е исто да подигате дете со типичен развој и дете со попреченост. Во голема мера на родителите им недостасуваат и стручни знаења како да го поддржат образовниот процес, а ова се однесува на сите родители. Сите ние имаме некои ставови како треба да ги воспитаме и образуваме децата во домот, меѓутоа дополнителна стручна помош би ни помогнала на сите. Што значи дека ние минатата година имавме повеќе тутори, оваа година имаме 16 кои што работат со семејствата на деца кои немаат образовен асистент, за да може да им се помогне барем во тој аспект
домашната поддршка да биде во насока на остварување на целите кои што се предвидени со нивната програма, без оглед да како видна програма следат во училиште. Господја Џајковска, во рамки на проектот реализирате и активности за подобра, односно поголема пристапност и инклузивност на училиштата. Може ли да не кажете во колку училишта се спроведува оваа активност? Точно ова е една активност по која исто така станавме многу препознаени. Нашите концепирањето на проектот не можеше да заобиколи да се даде поддршка и на училиштата заради тоа што и нели ако се работи само на капацитетите на наставниците или само да се поддржат семејствата за учениците да стигнат во училиште е една работа, но ако немаме училишта кои што се подготвени да ги примат учениците, некои од нив и се непристапни, значи да може физички да се влезе во училиштето за лица на пример со намалена мобилност, е ништо што мораше да се надмине. Проектот има можност 40 училишта да ги поддржи и да ја подобри нивната пристапност и инклузивност. Училиштата во кои што работиме обично нели на еден аспект од инклузивноста или пристапноста, тоа не подразбира дека во училиштето нема и други работи кои што треба да се подобрат, но еден подстрек за тоа училиште, како и за сите училишта од околината, да можат да го видат овој пример и да продолжат во насока на подобрување на инклузивноста и пристапноста на училиштата, заради тоа што мораме да обезбедиме училишта во кои што секое дете може да се чувствува пријатно. Во таа насока реализиравме многу активности, ги проценувавме потребите на училиштата со цел да видиме што е тоа што е најпотребно соодветно на типот на ученици и нивната попреченост. Заради тоа што нели доколку немаме ученик во количка на пример во училиштето, можеби во моментот не е најитно во училиштето да има лифт, но имаме да речеме 9-10 ученици со аутизам, па знаеме дека главниот приоритет е да се направи можеби сензорна соба. Во таа насока во моментот ја подготвуваме еве точно во Команово, во основното училиште Байрам Шабани, 12-тата сензорна соба која што се отвара како дел од проектот. Отворивме 8 инклузивни игралишта кои што возможуваат и дополнително место за игра и дружење и вклучување и социализација на учениците со попреченост. Сензорните соби знам веќе ги имаме во ваша емисија разговарано, се одлична поддршка на учењето за учениците со попреченост, особено за учениците со интелектуална попреченост или од аутистичниот спектар. Знам дека вие имате и видеа кои што можеби одат паралелно, но нашата цел е во овие сензорни соби секогаш да вклучуваме разни елементи. Не ги вклучуваме само сензорните елементи, туку вклучуваме повеќе различни елементи за да можеме да одговориме на различните типови на попреченост на учениците. Така имаме и спортско катче за да се подобрува и крупната моторика на учениците. Ги имаме секако сензорните елементи, нешто што нам ние како фондација Чекор по Чекор многу важно, тоа се основните и јазични и математички вештини. Имаме едно многу убаво катче со дидактички материјали кои што помага особено во развивање на овие почетни вештини. Така што имаме катчиња за осамување, никогаш знаете на учениците и преголемата стимулација може да им биде проблем да можат да се сконцентрираат и вратат во настава. Така што направивме навистина и во сега уште малку 12 училишта катчиња каде што ќе може да се работи со учениците со попреченост. Дополнително направивме освен инклузивните игралишта кои ги споменав 8, имавме една сензорна градина во едно основно училиште во Охрид, така да имаме еден надворешен сензорен простор. Доделувавме и асистивна технологија, дидактички материјали на 4 училишта и во моментот веќе еве работиме на уште некои дополнителни проекти кои што веќе ни се баш во работен процес. Така што следен пат кога ќе се видиме ќе ви споделиме и во тој дел. Скоро започнавте и со активностите со образовните асистенти кои што претходно малку ги спомнавме. Кажете ни нешто повеќе околу оваа активности. Дали соработувате со сите ресурсни центри во државата? Кога се осмислува активностите за проектот, образовните асистенти не беа дел од редовната наставна практика и ние немавме подготвени активности, меѓутоа тоа е уште еден показател за флексибилноста на самите наши активности кои што одговараат на потребите на теренот. Се наметна таа потреба да се погрижиме да образовните асистенти кои што не се во наша надлежност, туку се во надлежност на основните училишта со ресурсни центри, да добијат дополнителни информации кои што ние ги собираме од теренот, кои што можеби инаку не би им биле достапни, особено од аспект на соработка со родители, посебностите на учениците стипендисти за кои што ние знаеме, меѓутоа и од друга страна од богатството на искуства во обука, во
педагошки напредок кои што се својствени на фондацијата Чекор по Чекор, односно на програмата Чекор по Чекор. Ние во моментов развивме една дополнителна активност за соработка со два ресурсни центри, бидејќи сепак сме пилот проект и сакаме да се обидеме да видиме како нашите иницијативи се спроведуваат пред да нешто предложиме на, се разбира, како редовна практика со сите центри. Не спроведуваме класична обука, туку повеќе е еден начин на взаемна поддршка, наменета за сепак за доброто на децата. Се обидуваме да ги оснажиме образовните асистенти, бидејќи и тие се на почеток на својата кариера. Целата оваа иницијатива која што е за пофалба, се разбира, е од голема помош од она што гледаме на терен и за семејствата и за училиштата. Има потреба од благонаклони, совети, идеи за подобрување на нивната работа, но уште повеќе за меѓусебна поддршка и вмрежување. Самата структура на решението кое што го нудат образовните асистенти со тоа што се вработени во ресурсните центри, а работат во редовни училишта, можеби остава простор за поинакви и подобри начини за меѓусебна поддршка, и тоа е она што ние преку нашите заедници за учење се обидуваме да го пренесеме како искуства од досегашните проекти. Еве токму денес имаме средби на две такви групи образовни асистенти во Куманово, во основното училиште Кочо Рацин, каде што се обидуваме да воспоставиме мрежи на меѓусебна поддршка, на споделување на добри практики, на искуства, затоа што во принцип напредувањето во професијата во голема мерка зависи од тоа колку училиштата сами градат внатрешни системи и мерки за меѓусебна поддршка и за напредување. Ние не сме за тоа дека постои еден модел за работа со ниедно дете, во ниедно училиште, туку сме поддржувачи на идејата дека секој треба да го најде својот професионален пат и за тоа да може да го направи потребни им се информации, совети, поддршка од најразлични страни. Кога се подготвував за оваа емисија, на вашата Facebook страница го забележав инфографикот со информациите за вашите стипендисти. Она што ми остави впечаток е големиот процент на невработеност кај родителите на децата со попреченост. Може ли да ни кажете на што се должи ова? Да, инфографикот беше уште една од активностите кои што беше дел од кампањата. Сакавме да споделиме некои информации кои што ние ги добивме од нашите стипендисти. Кажа количката, имаме 470 стипендисти, сме во постојан контакт со нивните семејства, особено нашите партнери Хандима Котетово, Инклузива од Куманово, се буквално на дневна основа во комуникација со семејствата, во дел на давање на поддршка и во делот на образовниот процес, но и на сите други евентуални прашања, можности за семејствата со попреченост. И на тој начин навистина имаме пристап до одредени информации и некои работи ни се појавија како некаков индикатор. Бројот на, односно процентот на невработени родители е едно нешто што навистина остава впечаток и вие сте го забележале. 25% од родителите се и двајцата родители невработени, а 40% барем еден од родителите е невработен. И тоа ни покажува дека имаме навистина некаков проблем тука. Ние не при собирањето на информациите ние собираме податокот зошто сте ви или вие невработени, но со оглед на тоа дека сме постојано присутни на терен и во комуникација со семејствата, една од работите кои што се покажува како причина за невработеност на родителите на учениците со попреченост е тоа дека еден од родителите мора да остане дома со детето. Барем еден од родителите, да, точно, заради тоа зависи од попреченоста на детето. Мора да остане дома со овој ученик, да му ја даде поддршката, не секогаш зависени од попреченоста детето може да остане само по часовите, знаете колку време училиштето трае и останува невозможност за овие семејства да работат. Каже и претходно колешката, ова е голем проблем и ова е нешто што навистина треба да се истражи дополнително и од државата и да се види кој би бил начинот да се поддржат семејствата на лицата со попреченост, заради тоа што верувајте нивните трошоци може да бидат 10 пати поголеми од кој било друго семејство и на деца со типичен развој. Знаеме сите што сме родители, знаеме колкави се трошоците кога имаме деца дома, нели ќе дојде почеток на година, ќе се разболат децата и ние одма веќе тој месец се чувствува таа ситуација. Ова е константа и со многу поголеми трошоци, има многу често суплементи, терапии и така натака кои што се набавуваат никогаш дури од странство.
а родителите не се во можност да работат, така што тоа е нешто што навистина треба да се разгледа убаво од државата, е еден важен индикатор да може да учениците и овие семејства бидат дополнително поддржани. Ако можем само да дополнам ова, нашиот закон овозможува и дозволува родители на деца со попреченост да работат со скратено работно време со надомест од државата, што е за пофалба и е навистина еден прогресивен закон. Меѓутоа на терен се покажува дека не сите родители го знаат ова и не сите родители се во состојба да го остварат ова право од најразлични причини, делумно заради тоа што им треба поддршка во процесот на собирање на документи и на остварување на ова право, меѓутоа и делумно заради тоа што не сите работодавачи се подготвени на ова. Што значи се поставува повторно прашање тоа што го имавме преска нели за информираност на општеството. Мислам дека тука е потребна една посеопфатна акција на информирање на родителите за нивните права, меѓутоа и на сите други чинители, вклучувајќи го и бизнис секторот, затоа што во државата имаме навистина светли примери. Еден од најголемите светли примери е и во Куманово, нели, каде што и се вработуваат лица со попреченост, меѓутоа и се поддржуваат семејствата согласно законските одредби, а тоа не ги оштетува фирмите на никаков начин, напротив. Исто така, она што го забележав во инфографикот е дека имате стипендисти од 187 училишта во државава. Ова е добар показател, односно индикатор дека поголем број на училишта се инклузивни, не само нели мал број или неколку училишта во државата. Дали вас ве изненади овој податок при запишувањето, при уписот на стипендистите? Спомена колишката претходно, навистина можеби ние кога го планиравме проектот немавме очекувања дека ќе имаме стипендисти од 187 училишта. Некако нашето видување на терен беше дека петек имаме 30-50 училишта, од кои што главно се поинклузивни, поотворени, заради тоа што и претходно не сме многу присутни во образование. Многу често слушавме родители на дете со попреченост да кажа и покрај тоа што најблизу ми е ова и ова училиште, јас ќе одам во некој друго училиште кој што е подалеку, бидејќи таму поинклузивни се и вклучуваат ученици со попреченост. Оваа бројка и нас не изненади и покажа дека барем на оној прв чекор вклучувањето и влезот во училиштето сме стигнати напред. Сега треба да почнеме да работиме внатре во училиштето на квалитетот. Да се обезбедат дополнителна опрема, да се обезбеди дополнителна поддршка, да се обезбеди поддршка за наставниците, дополнително да се доостручат за попреченостите на учениците со кои што треба да работат. Ги спомена колишката и образовните асистенти кои што се дополнителна поддршка за наставниците, за училиштата, стручните служби за тука да ги поддржат. Имаме веќе во голем дел од училиштата и специјални едукатори, така што мораме да работиме и внатре квалитетот да биде на еднакво ниво како за секој дете и верувам дека ќе имаме навистина со многу подобри резултати да се пофалиме во иднината. Кои се следните активности кои што се планираат во рамки на проектот? Продолжуваме со сите иницијативи кои што се дел на самата структура на интервенцијата. Значи и следната година сите стипендисти кои што добиваат стипендија ќе продолжат уште 10 месеци, значи уште една учебна година. Имаме да го довршиме циклусот на, како што спомна колешката Бранка, на поддршка на училишта за градење на пристапна и квалитетна образовна средина. Меѓутоа сакаме малку повеќе да излеземе во јавност со пораки за не само од аспект на кампањско делување, туку пораки за како можеме сите полесно и да го олесниме животот на семејствата со попреченост, меѓутоа и да понудиме повеќе информации, заради тоа што како што реков, како што бевме ние изненадени, претпоставувам дека сите се изненадени затоа што ова е тематика за која што не се зборува многу. Особено не се задира во прашањата на кои се потребите на семејствата. Ние, за жал, малку сензационалистички пристапуваме кон ова прашање, се разбира не сите, но сметаме дека е потребно поголемо отварање и на сите граѓани на општеството, меѓутоа и сите општествени чинители, поголема поврзаност на државно и на локално ниво. Сакаме да ги поврземе корисниците, значи родителите, со службите кои што се задолжени да ги остваруваат нивните права, меѓутоа сакаме да почнеме малку повеќе и на информирање на родителите за правата надвор од образованието, заради тоа што не би било коректно да целокупната општествена инклузија се сведе само на образовна инклузија. Овие семејства, овие лица имаат права кои што се надвор од образованието и покрај тоа што образованието е најнапред во процесот на инклузија, сите други сектори треба да го следат и треба да општествено понудиме еден пакет на услуги кои што ќе му помогнат на семејството, а не само да зборуваме за инклузија во училиште. Образованието е секако многу важно во овој процес, заради тоа што тука сите ние ги учиме овие навики.
Значи, учениците и наставниците треба да пренесеме преку наставниците и преку целите училишта оваа порака, за да можеме да имаме граѓани кои што се инклузивни и отворени. Затоа и ние толку многу вложуваме во училиштата, работиме сега и во нижите оделенија, затоа што ова се практики кои што се учат и спроведуваат од најмала возраст. Знам дека Фондацијата Чекор по Чекор реализира повеќе проекти. Дали имате и други проекти кои што се однесуваат на инклузијата и кои се останатите проекти кои што ги спроведува Фондацијата? Фондацијата Чекор по Чекор, знаете, повеќе од 25 години работи на полето на образованието. Ние секогаш се трудиме да работите во кои што веруваме или и во некои други проекти ни се покажале како успешни, да ги спроведуваме и да ги практицираме во останатите проекти. Во овој проект колешката спомена, например, заедниците за учење, кои што сме веројатно првите во Македонија кои што ги воспоставивме. Најпрво за наставници, ве сега ги пробуваме за образовни асистенти, одлично функционираат како начин на професионален развој на овие категории. Е нешто што навистина го практицираме затоа што ние успешно јазичните математички вештини ги работевме преку еден претходен проект, е нешто што и повторно се зазимаме, тоа се основни вештини за живот, се обидуваме нели да испратиме таа порака, да работиме и со наставниците и со образовните асистенти, да испратиме таа порака, да се работи на овие вештини за да можат учениците да постигнуваат. Во моментот фондацијата спроведува уште, односно сите останати проекти некаде ги задираат ранливите категории, оние кои што се може да се почувствуваат исклучени или во нашето општество. Имаме еден проект кој што се однесува директно наменет за нееднаквостите во образованието, е партнерски проект меѓу повеќе држави, Босна, Хрватска или на Косово, Србија, Албанија и Турција. Ете така, повеќе партнерски проект на повеќе земји. Исто така е многу важен за да ги надминеме овие нееднаквости, да сите имаме еднаков квалитетно образование. Имаме проект кој што директно се однесува на раководителите на училиштата, тоест на директорите и колку за тие важни во создавање на инклузивните практики во училиштето. Многу често гледаме дека при промена на раководството во училиштето се добива еден нов тон внатре во однос на инклузијата, така што сакаме и од тука исто така да ја поттикнеме да се развива инклузивната клима. Работиме на тоа да не се сведе тоа само на раководителот кога гледаме во еден човек, тој е во директорот, туку да целата служба стручна во училиштето биде во насока на поддршка на инклузијата во училиштата. И ова исто така проект кој што го работиме партнерски со Холандија, Хрватска и Словенија. И ние како земја партнер имавме многу прилики да научиме од холандските, словенските искуства кои што се можеби малце понапред на полето на инклузијата. Исто така, веќе 4-та година го спроведуваме заедно со Институтот Отворено општество и проектот за вклучување на помалобројните етнички заедници во образованието. Ова е можеби прв пат да помалобројните етнички заедници бидат вклучени вака системски во некој проект. Така што и за тоа се радуваме дека ете баш сите оние кои што во некој момент се чувствуваат исклучени да успееме ние да допреме да работиме. Морам во оваа прилика да ги спомнам и ангажманите кои што ги имаат и нашите партнери, Хандемак Инклузива, кои што исто така дополнително работат многу на поддршка и на социјалните услуги за лицата со попреченост, на совети во делот на остварување на целосно на нивните права. Големи познавачи се на законите и на тоа навистина што се може да се овозможи за да се поддржат семејствата, така што ги поттикнувам и вашите гледачи секогаш да се обратат, особено ви имате можност во Инклузива СЕСО канцеларија во Куманово да се обратат доколку сметаат дека некое право им е загрозено. Ви благодарам на гостувањето. Уште еднаш да ви заблагодариме на поканата и секако на поддршката која што добивме од вашата телевизија за време на кампањата. Почитувани, тоа беше си за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.